Државниот завод за индустријска сопственост по повод 25 години од своето постоење почна со информативни настани низ градовите во земјава. Информативниот караван почна од штипна средба со бизнис заедницата и поставување на штандови низ централното градско подрачје, со цел граѓаните да се информираат за работата, но и на кој начин да ги заштитуваат своите патенти и трговски марки. Заменик директорот Горан Герасимовски истакна дека целта е на бизнис секторот да им се презентира што е индустријска сопственост и како влијае врз самото стопанство. За жал, многу малку од стопанствениците се заинтересирани за самата индустријска гранка, односно за индустријската сопственост. По тој повод и сега отпочнуваме и во иднина ќе имаме повише манифестации се со цел запознавање на стопанствениците и граѓаните што е тоа индустријска сопственост, зашто е добро да се заштитува, што се трговски марки, што се патенти. Али Асани, државен советник за индустријска сопственост, вели дека целта им е да го поттикнат бизнис секторот да си ја заштитат индустријската сопственост, поради фактот што е многу мал бројот на домашни пријави за патенти и трговски марки. Примерно од 2017, кога имавме 1003 пријави за патенти, помалку од 50 беа домашни. И тоа претежно доаѓаат од физички лица, од самите иноватори. Многу малку е застапено индустријата, значи самите фирми, било мали и средни, било големите фирми. Исто така и во трговските марки е малку подобар тој број, значи заинтересираноста е поголема, но како да е во споредба со развиените земји, а и во споредба и со Скопје, бројот на пријави за трговски марки е значително мал. Воопшто не е скапо да се заштити една трговска марка, а пресметките кажуваат дека една фирма за период од 10 години тја чини само 6.000 денари. Штипскиот градоначелник Благој Бочварски истакна дека ваквите средби со бизнис заедницата се корисни, со цел изворно да слушнат што им се нуди и како да ја заштитат индустријската сопственост. Ова е нешто кое што на многу наврати знаеме дека се има злоупотребувано и во светот и во Република Македонија, па затоа има закони во државата кои што треба да ги знаат сопствениците, со што ќе може да биде нивниот производ заштитен, брендиран на некој начин, и тоа е добро за да го развиваме бизнис секторот и да јакне да се движи кон она што се движи цела Европа. Европската унија за ова издвои 1,3 милиони евра во 2016 година за поддршка на бизнис секторот во Република Македонија, и токму затоа е многу важно да се движиме кон Европската унија. Државниот завод за индустријска сопственост вакви информативни средби и поставени штандови има низ 7 градови во земјава, а овој месец е посветен на индустријската сопственост.